Добар ви ден, драги наши пријатели на Вкусот на традицијата. Еден голем поздрав од комплексот Златно буре Кучково, недалеку од нашиот град Скопје, каде што уживаме во пролетната атмосфера, во разлистените дрвја, во убавите цвеќиња. Тука се е за опуштање и едноставно место за уживање и задоволување на сите ваши вкусови. Доколку се сеќавате, минатата година ни гостуваше во Вкусот на традицијата дамата, која што ни доаѓа од далечната Австралија, поточно од Сиднеј. И таа пред вас вети, рече: секогаш кога и да дојдам во Македонија, јас ќе ги подготвам моите стари и позаборавени рецепти и ќе ги споделам со вашите гледачи. Значи, кажано, сторено. Тоа е мојата драга другарка, јас што си велам 100 години сме другарки, Менче Ниник, која ни доаѓа од Сиднеј. И токму таа докажа дека илјадници километри не се причина да не се чува традицијата како дел од секојдневието и дел од својот живот. Жена која што малтене целиот свој живот го посвети на македонската традиција, поточно таа ќе ви каже од каде што потекнува, пренесувајќи го тој вкус дури во Австралија. Менче, добре ни дојде. Добро ве најдов. Да си ни здрава и жива. И морам да ти кажам една работа. Ти 10 години веќе ни гостуваш во Вкусот на традицијата. Значи, ти си македонка, која што доаѓаш секоја година во Македонија и не почестуваш со твоето присуство и со своите специјалитети. Добре дојде, се адаптирали овде на климата? Добре ве најдов, да, се адаптирав и ви благодарам што имам можност вака да презентирам тоа што секојдневно го употребуваме од мама, од баба ми, од тетки, стрини, тие сите што правеле. Посебно ми е задоволство што сум и денеска ваша гостинка. И на нас исто, верувај, уште повеќе од тебе. Да ти поставам едно прашање, дека илјадници, тоа се многу илјадници километри оддалеченост од Македонија, ти потекнуваш од селото Белчишта, Точно. Дебрца, славна Дебрца. Да. Но вкусот некако од твоето село, од славната Дебрца, ти си го однеси во Австралија. Така? Да, го однесов и моите снајство го прават, исто како ја. Тоа што сум ги научила, се прават. Помалата снашка ми е австралијанка и таа сите традиционални јадења што ги правев јас, ги прави она. Она живееше со мене 10 на 15 години. Како девојка, 5 и 10 во брак. И за тоа време учеше и сакаше и знае да сука и става све што сака си е. Браво! Да. Значи, австралијанката ја научи да меси по белчишки начин, така? Така, Нема да. мрдање, сна у куќе и мора да се научи. Да, изрази како желба. реагира, и твоите пријатели, колеги што ти беа порано на работа, кога ќе им однесеше некој македонски специјалитет? Како реагира? Вика, ова ти го правеше, викам, да, како е тоа можно? И така еден ден ми беа дојдени на гости за еден празник. Се што имав направено, све дома беше. И ми вика, ова, викам и тоа јас, и ова и тоа. Сега имавме и Кока-кола на масата и викам, ова ја не го правев. И така се шалев, ми вика. Ти им направи сигурно се од белчиште, и макала, и пинџури, Да. гравче, пити, се. Гравче во тавче, пити им правев, кифлици едни им правев исто со лиснато тесто. Па макала полно, мислам, не знам што немаше и не одзади имаше и месо печено. Најодзади. А месото не го пробаја. Значи не стигна покрај сите Не може, тие. вика. Ајде да им откријам на нашите гледачи кога и да дојде Менче, прво и се јавуваме на телефон кога ќе месиш пита. Ние сме желни за незината пита. Тие раце неизини што ќе ја направи таа пита,
тоа е неповторлив настан и ние уживаме, но сега Менче ќе ви каже за вкусот на традицијата што ќе ви направи. Што ни подготви денеска и од каде е овој специјалитет? Добро, значи кога сме веќе кај питата, денеска ќе направам една пита што е правила на баба ми мајка и. На мојата баба беше родена 1895 година. Порасна во таа куќа и веќе кога беше од 10 години, во тоа време ги учеа девојчињата да месат пита, пошто тоа кога ќе се мажиш треба да знаеш, мама, тате нема. Ако не знаеш пита да правиш, Ништо, нема свадба. ќе те врата дома. И така, баба ми научила од незината мајка. Ова пита ја правеле посебно кога оделе на печалба луѓето. Мојот дедо одел во Аргентина на печалба. Во И се собирале во Аргентина, да, и се собирале. Америка, Австралија, Аргентина ми е малку страно. Аргентина у тоа време, Америка се одела, ама Аргентина џомити поблиску или ја не знам зашто. И баба ми ја правела таа пита и другите луѓе. Значи се собирале по 10-15 луѓе од целото, заедно патувале и им ја правеле оваа пита печалбарска од тие на парчиња, ќе видите сега каква е. Останат и рецептот уште од турско време. Тогаш било, значи баба ми е родена во турското време. И од тие намките, како биле се дружеле, научиле и сега на нив дошло згодно да ги прават на парчиња и ги ставале во нешто, не знам, кеси немало тогаш, некои правени торби од кожа. Торби. Од кожа, во платнена торба и од кожа. За да не мора да носат ножеви, да сечат, нели не било дозволено, страшно е да носиш оружје. И така ги правеле овие од тоа време уште. Значи печалбарска пита. Печалбарска пита, да. Печалбарска. Што е потребно? Значи еве со што се хранеле на нивното долго патување за Аргентина. Така на печалба кога оделе. Оделе со брод. А и до ден денеска знам дека имаш ти роднини во Аргентина. Имам, да, во Аргентина и во Бразил. Бразил, така. Значи тој регион таму бил познат по печалбарите во Аргентина. Ајде да видиме рецептот од баба ти кој што е родена 1895 година. Да. Значи, сега јас ќе направам само еден помал дел, пошто не праќаме никого нигдека. Тука во Златно буре ќе не пратиш. Ќе направам помалку, ама значи по ваше можете, јас само ќе ви кажам колку е мерката за моето тесто, јас што го спремам, а вие можете да си дуплирате, да си печите, па да си ги замрзнувате и така дале. Значи, за овој рецепт е потребно, јас за мојата тава што ја имам, овој број, не ставам хартија за печење, пошто и баба не ставаше, нели, зато само сега јас ќе правам ова со масло за јадење, а порано се правело со свинска мас. Маслото било само како специјално за нешто. Да. Значи за оваа тава мене ми треба 4 кутлачи брашно. Значи ова е некаде 36-ка, 38-ка. Така, значи тука би било да дојдат по 2, 4, 6, од прилика 8 парчиња. Значи корите ќе бидат мали, за да може да ги собира тука. Ако сакате, можете да направите поголеми кори. Да. Помалите се посладки. И плехоч поред да користат. Добро. Така, може и тоа точно. Така, колку брашно треба за 8 такви парчиња? Сега, јас ќе сам 4 лажици. Не, прво да кажеме што се треба. Значи, треба 4 кутлачи брашно, 300 грама сирење. Кутлачи за супа или граф. Така. Да. 250 милилитри масло. Можете и помалку, можете и поише, кој како обожава по вкус. Треба 3 до 4 кутлачи вода, зависи од брашното колку упива вода. Некој брашно повлажно, помалку, некој ќе ви покажам како треба да изгледа тестото. Извини, секогаш ме ставаш во забуна кога ќе ми речеш 4 кутлачи брашно, со 4 вакви кутлачи брашно, Менче прави пита цел плехоч поред. Да.
Тоа е единствена на светот. Понатаму треба сол, Треба сол по вкус, брашно екстра прстов, резерва, прстоват прстов квасец. квасец и сега, значи по желба ако сакате, маслиново масло со буковец ќе промешате и ќе испрскате во Одозго. кората. Значи тоа е по желба. Е, така. Така. И едно сукало ќе ви треба, па Едно ајде сукало, менче, да, моето нека е сукало, еве да. го. Значи, ова сукало е од помалото што го имам дома, Така. затоа што корите ќе ми бидат мали. Кога сукам класична пита, тогаш правам големи кори, имам поголемо сукало, така до негдека по. Ова е доволно за да не ми Ние фаќа. рековме да си го земе сукалото од дома. Да. Ајде менче, со среќа нека. Е така, значи 4 4 кутлачи кутлачи. брашно, не мора да се преполнети. Ако ви фали да ако ставите екстра Ајде. вода, Ај стај отпојке, ние уште 2-3 ки испечеме, многу луѓе сме тука. 2, добро. тогаш 3, ќе ги наполниме повеќе. да ги наполниш. Ете така. Е сега 4. ова ќе биде доволно. Да, и за првата беше помала, ќе ставиме Мгм. поише. Добро. Значи тука ќе има 8. Сега јас си работам со раце како и сите вие, сол по вкус, значи така малку ќе ставам. Сирењето е солено и ќе ставам прстоват квасец. Само Значи, толку. да. Квасецот нема да стасува, Леле, само менче за да ова го- на врвот од лажичката Да. нема. да го оплемени тестото за да нема вкус на тесто, него да има убав вкус. Без квасец не е добро. Е, сега од буковецот ќе си ставиме овдека. Еве ти една лажичка, ако сакаш. Па Повели. може таа со Да. оваа ќе мешаме, така да е Мгм. подобро. Значи ќе си ставиме буковец, кој сака солено, љуто, не љуто, како да било. Да. Секој по желба. Значи ова е само треба да знаете тестото како мерката да се направи тесто брашно со вода и другото сето по желба. Појќе сирење, урда, помалку како сакате. Ова пита не се прави со месо затоа што месото не е за напад. Да. Затоа ја правеле со домашна урда, добро изварена, квалитетна, солена, за да не се расипува. Е така. Сега Еве ја водата. една лажица ми треба за мешање. Сакаш дрвена? Не мора ја. Добро. Така нешто. Е сега ќе употребиме кутлачата за вода. Ова е мерката. Е така. Јас ќе ставам 3 моментално и ќе видиме колку вода ќе треба да Ладна вода? ладна вода. Па ние за да ни стаса тестоно, значи топла вода, па држи го Не, прстот натре. Ништо, јас све со ладна и леп правам со ладна, но убав леп. Леп со ладна. Топла, да, не ставам топла вода. А квасецот? Квасецот ништо, тоа е само за оплеменување на вкусот. А не Твоите треба. рецепти на вистина се чудесија. Питава да видите, значи да не се фалам. Може и да не се погоди, А, никош не се знае. не. Ама ќе биде многу убава и после ќе ви покажам што треба да направите. Тука ставивме 3 кутлачи, не е уште готово, треба да се измеша и можно е да ни требат уште неколку капки само водичка. Добро. Еве ти ја тука е не, водата. сега додека не го упие брашното, да видиме колку ќе биде мекоста, е така, да не биде превише суво и да не биде превише мокро, за да не се лепи. Значи, од прилика ни пола кутлача нема. Е така. Ете тоа. Сега да го измесиме. Значи, ако ви е тестото малку потврдо, подобро ви е за сучење, нема да ви лепи. Значи, за домакинките што не прават често, и мислам, па ја не знаев додека не се научив, нели, од сестра ми повеќе, мајка ми ја гледа, и мајка ми вика, колку бев тоаш 11 години, и баба ми беше жива, и ми вика, ајде сега невесто, ќе даеш на менчето сега да прави, ние не викавме пита, него викавме губа. Губа, кора. Да. Кора. Значи, И викаше, ние ќе ги јадеме по дебелите кори, а свекорот и свекрвата по танките. Деме, ќе се навикнам, ќе се научам. И Не. така, значи,
еве, ова тесто е средна, не е ни тврдо ни меко. Јас Чекај ова да го пипнам. ќе го трнам тука Аха. и ќе те молам, ако Да. сакаш да ми го издроби сирењето Ајде. овдека. Ето Добро. така. Јајца не се стават, како што ви кажав, ништо таква работа. И една лажица ќе ставиме во зејтинот, во маслото се извинјавам. Така. Е така. Добро е. И ова вака да земиме брашненцето. Да го измесиме тестото, треба да е добро измесено, за да нема внатре... Ајте молам. Добро. Да. Значи јас вака да го изронкам. Па да, може и така, како сакаш. Не, единствено, навистина, кај тебе сум сретнала таков рецепт, да сите видови на теста, пити, лебови, ги прави со еден прстофат квасец и студена вода. Да. И лебот исто го правам, на лебот ставам, да речеме, на кило брашно, пошто јас купувам квасец во поголема количина, употребувам исклучиво сув. И во поголема количина, кажам за Австралија, тука морам да купам од малите пакети, што се, па не знам колку се, 3, 4, 7 грама или не знам. И си ставам, значи за 1 кило брашно за леб ставам една кафена лажичка квасец. Али затоа давам доволно време да стаса. Тестото мора да стасува. А ова нема да стасува, само ќе оплемени вкусот ќе го оплемени. Сега ова мислам дека е добро измесено, да не му става многу брашно. Сега да го исецкам. Колку кравајчиња ќе направиш? Па мислам дека Еве ти го треба ножот. 2, 4, 6, 8. Повели. Значи 2, 4, 6, 8. Може и 10 да испаднат, ако се 10 ќе се помали. Ако се 8 малку поголеми, а ако се помали уште побаво е. Сега ќе го сечем ова обратно со ножот за да не ја сечам масата. Прво на пола. И ќе извадам од ова 5. Ето така, 5. Ова пита многу е нежна и треба многу да внимавате во печењето. Што значи тоа? Тоа значи дека не треба да дозволите да подгори. Оти тестото е како свила, Многу е крепко, нели? ќе видите да кој ќе го направам. И не треба да е подгорена. Таа, ако сакате да ви биде по крцкава, значи ќе ја попечете, иначе треба само што ќе се зацрвени, треба да ја... Да биде готова. Да. А се попарува од озгора со нешто? ништо не се прави. Не се ни покрива? Не, Не. не се покрива, ништо не се прави со неа. А само треба да се јади додека е топла, ако сакате да ја уживате крцкавост. Така, и ние ќе ја јадеме топла. Така, сега, значи правам кравајчиња. Ова ми е една кора. Едно топче ми е една кора. Ето така. Јас ставам обично малку, не се исти, пошто ова е се приближно, да Приближно. кажам. Да, е така. Приближно да се тука негдека, за да не се сите, да има малку естетика и тоа треба. Али кога чекаат децата да јадат, не треба естетика, тие само зиркаат. Јас како лебот, така и питата, печам на висока температура. Загрена рел на 250. Што е важно за питата да е 250? Таја останува, значи се печи добро и внатре останува кревка. Горе крцка, внатре корите печени се и можеш да ги двоиш. Ете во тоа е, не го суши тестото. Сега од прилика, пошто со овие кревкички на 250, од прилика 5-16 до 20 минути ќе дојди. Ете така. Значи, извади 8 мали кравајчиња. Да.
Како едно јајце се, толку се. Толку се и сега, значи, јас ке си ги, пошто можам да сучам потенко, нели можам, ке ги исучам повеќе, да бидат поголеми корите. Сега ги топам малку со масло, Така. за да не ми се сушат, пошто се повеќе. Добро. И така да си стојат мекички, за да бидат полесно за сукање. Сега во зависност од брашното, може некој пат да ви се кини кората, да ја сува, ама тоа не е проблем. Вие сукајте си далje додека си добиете таа величина што ја сакате да добиете. Да. Може да го ставите тестото 10 на 15 минути да одмори. Да одмори. Да. Ние ќе го ставиме ова да одмори. Па не, јас сега полека ќе го правам вака и додека ова го направам, малку Другите полека. ќе си земат време. Точно, така. Другите ќе си се омекнат. Сега ќе го направам тука да, мислам, Значи набрашнуваш. да. Сега почнам да ги сукам корите малку, помалку. Сега оваа ќе биде малку потешка првата, пошто не е. Одстоена, не е Одстоена, одморено да, тестото. А тестото си убаво, видите како е убаво, не лепи, одлично. Сега ова ќе земи малку повеќе време да се направи. И колкава треба да биде оваа кора од едно толицко тестенце Ова ќе во биде големина на јајце? Па отприлика во пресек ќе биде околу 30 сантими, значи браво. целата ќе биде 60. Се надевам сега. Да, како што кажа, значи сукањето не ми е проблем. Некој пат брашното, секое брашно е друго. Ние во Австралија имаме брашно Работи тип песто што е. И тоа, например, е малку потешко за сукање, пошто е многу меко, не е како вашево брашно. Имаш ли некои состојки што ти си ги ставаш, а ти фалат, например, во Австралија? Што ги немаш таму? Све има таму. Да ги поздравиме и нашите пријатели Никола од Роса Дора. Така. Значи, тоа се ланец на маркети кои што ги имат сите македонски производи. Така да, ако живеете во Австралија, вие имате се македонско токму во маркетите. Да, се значи, има. ништо, благодарение на Роса Дора, се имаме, имаш. ништо не фали. Прашак за перење, брилијант, Зејтин, масло, маргарин, се се имаш. што сакаш, само маргаринот така, мислам, кај и нас дома не се употребува многу. Добро, ние си ги знаеме тие коцките, нели? Да. Од памти век. Ние повеќе сме на путер и свинска мас. Некојаш Добро, имаш ли тоа триена сол, шарена сол? Се има, се. Се има, да. нели? Јас Браво. Одлично. Си земам јас тоа што, мислам, што ми е потребно, све има. И буковец има исто. Само пиперките суви овдека се поинакви, поубави се. Таму тие се индустријски направени. Да. Значи, кој ќе постои тестото, многу полесно ќе ви се сучи. Ја немам проблем, мислам, не ми се за секако. Ние денеска не брзаме. Ти си на фул третман тука во Златно буре Кучково. Да ти кажам, многу ми е посебно задоволство, прекрасен е амбиентот овдека. И гледам уште од Сабалебе многу гости имаат овие тука. Значи, вреди храната. Се уживаат сега надвор, види како им е убаво. Под крошните на оревите тука на прекрасно. дабот. Вака, сега како што ви реков, значи до брашното зависи, може да е кората испукана. Добро. Ама тоа ништо не му фали, сега кој ќе ја собериме, свекор ми викаше и на капата да ја ставиш масло, ќе биде убава. Така сега, не стам сега маквако. Не? Малку ќе ја соберам. Од двете страни. Од двете страни. Тука малку само ќе оставам местенце. Затоа што јас ставам и на овие. Чекај, сега ова е посебен начин. Еве ти. Вака, да. Значи, ова е посебен начин. Така. Сега ја малку се збунив, требаше малку мрсничко. Мрсничко е па добро. Не бива. Така, значи. Али видете како не се лепи воопшто кората, можете слободно да ја отварате, да ја затварате. Добра. Да.
И сега? Сега вака на исти начин ја Значи, собирам. И од горе доле, лево, десно. И сега објаснувај. Така, значи ја собирате 4 правиш крукчиња. 4, да, може ако со камерата поблиску да видат како е, лесно е. Значи јас сите ќе ги правам пред вас, ќе видите. Се собира и после ова тука едното се префрла овде. И на него ставаме малку сирење. Не ставаме многу, пошто ќе бидат 4 кори, тоа ќе има доста. Се сирењето може да се погоди многу солено да е. Затоа порно, вие си знаете, по вкус. Некои сакаат многу. И ако ќе правам за некои пријатели, ќе ми нарачат и ќе решат богата со сирење. Да и јас сега ставам поише тогаш. Аха. Така. Значи секој по вкус ќе си става. Така, и сега со овој дел ја покриваме кората и ја вртиме, И толку е. Леле, браво. Толку е така е. Многу интересно, многу интересно. Ова е пита сарајлија, или како се викало во тоа време, печалбарска нашите ја викаат. Специјално заради... Така, значи, постапката се повторува со сите топчиња. Тачно, да. Сега овие ќе ни одат побрзо малку. Ете така. Прво вака си ја расукувам, така ми е побрзо, полесно. И кога ќе ја исучам доволно големината да можам да... Така, сега ќе ставиме малку само брашно, ќе внимавате. Малку мора да има за да не лепи. И си одите вака, од средина на крај. Значи од средината на крајот, напред, назад. Може ли следното јас да го направам? Може, зашто да не? Да се пробам, не сум правела вакви. Значи, многу едноставно. Ја да ви кажам искрено, не внимавам да била кората округла, дека иста, не тоа. Ја кај мене само да исука на танко и кој ќе ја соберам, таа не се гледа каква е. Да. Сукалото го ставам навака, за да не ми допира до топчињата. Зато не е на стреде. И малку е свежичко денеска. И тестото сака да е топлина, тоа се пушта. Ама не е страшно. Ете, видите Значи, таман си е сега кората. Да, одлично си е. Сега оди пак масленце, па собирање на кората. Да. Во средината сиренце, преклопување и тоа е тоа. Да, значи за ова, тие што немаат многу искуство во сукање, може да и подебел. Еве, ја, например, се овие чошињата вака, со сукалата, ќе си ги истенчам. И ја не сум 100%, ја толку имам пити направено и стварно се прекрасни. Да. Ама си помагам како што можам. Така. Од никого не се плашам, свекрва ми не е жива повеќе, таа најдуваше мани. Како и ти сега што најдуваш мани. Не, јас кога сучат само кажам кујната да ми исчистите како што беше, а за другото како сакат нека сучат. Да. Значи вака одите со двата прста, оп, Така. и оставате малку простор За сирењето. Ете така. Оп, еве ти тоа толку. Сиренцето на среде. Ете така. Ова го превратувам. И тука малку сиренце. Може и поише, реков, кој сака повеќе. Нека има, нека се богати. Ете така. Да се знае која куќа масно јаде. Точно, точно. Сега ние не правиме леп, нели? Правиме пита. Питата треба да има и мрсна да е, и соленка зајре да си има, да си убава. Ете ти тоа. И ова тука.
Сега со последното, само вака го покриваме и одиме. Оп, ете го. Леле, како цвеќе, цвеќе. ето Ајде така. да се пробам сега Ајде јас. сега. Ајде да видам мојата учителка. Сега биди ти водителка, а јас гостинка оди од таа страна. Ајде. Може. Ете така. Ајде сега да видам. Прво Ајде со да видам. прстите. Слушај, Доволно, брашно. Доволно? Да, па ќе Добро. си ставиш Да после. видам сега, ајде како викаш поснаите. Не викам, јас не, само... само кујната да биде чиста. Ке ме тераш и тука се да исчистам. Да, така па да. сега Сега ќе ја видиме превртам. Заедно, може. Така. Ај се со сукалката. Чекај, сега прво идеме вака. Да. Па обратно. Да. Ти не знаеш што не знаеш, све знаеш. Мајка ти каква готвачка беше, Да. не не знам што све не сум јадела, али мезелук што правеше. Вау. Стварно, каков мезелук правеше, леле. И Се немаше готвеше. никој равен за тоа. Не. Јас пробувам како неа да го направам, ама не можам. Ама до раката Не, е. тој вкус не го можам како таа што го правеше. Сега, да. Секој пат вика до раката, исто зајде ке мериш, ке редиш, ама не Да. тоа, многу малку, да. Така. Сега можеш да си сучиш, точно. Да. Значи, така, одлично. Види се, твојата кора пубава излезе од моите мисли. Така сега ученикот подобар од учителот. Па секој пат вика, чиракот бил подобар Да. од мајсторот. Деде каква кора направи, уште малку Ајде. посука, потенкичка пубава. Браво, Беанче, како те бива тебе. Па се од тебе што сум учела. Па добро сега, мислам овој ти е трети Колку пат, пати? до 3 Да. пати требаше Да, да научиш. мислам дека е добра. Уште еднаш. Уште еднаш када ја завртам? Не, од тука, ќе гледаш кој крај ти е малку подебел, од тамо сукалката, таму. пошто овој повеќе се сучи од другите. Аха, значи сега сега од види. овој дел. Да. Ја Ајде. така правам, ме вртам на 4, кога Аха. е потопло времето, само 4 пати и толку, кората е сукана. Да, гледаш како е тестото убаво направено, Готово. не ќе многу Супер. брашно, Да. Еве сега лесно се масленце. сучи, готово се. Ја Масленце. кидам кај тебе на питовче. Леле, сега ќе ме тера и јас да правам дома, мајко. Си ја зема бељата. Сега така Значи е. идеме вака, Добро, одлично. па да. идеме вака. Браво. Така, Сега се- на средината сиренце. ставам сиренце. Мгм. Сега ја преклопувам ова. Повнатре земја. Повнатре? Да, повнатре земја. Ете така. Добро. Тука ставам малку сиренце. Само растроши го да има се добро. Добро. Да, малку така. Пак сега Така. малку сиренце. Пак сиренце. Мгм. Нека има. Како е? Твоите се поправи, Нели? хубави се јас. Кој ми е учителка? Ма те бива, иначе можеш да учиш кого сакаш. Така. Ете ти, прекрасно. Така. Ете, одлично. Еве. Ајде, нека е Ирлија, значи со иста постапка и останатите. Ту да си земев уште едно сукало, заедно ќе ги правиме. Ви останете со вкусот на традицијата. Еве, Ке ве викнеме кога е готова. кога ќе ги спремиме за печење. Пред печење, да. Еве сега и последното топче. Да, сега е последното. И ќе одиме на печење, ама пред тоа ќе морам да ви кажам една друга финта. Финта до финта овде. Овдека не е така лесно. Аха. Браво бе, менче, алал да ти. Алалди е на мајка ми и на баба ми, Да. што ме научиле. Ама јас како дете учев, ама да ти кажам, не научив ништо. Кога дојдев од Австралија на одмор и викав на сестра ми, ајма сукни некоја пита малку да Ај, касниме. доста да ја поздравиме, Да. доста. И таа многу убави пити и лепчиња прави. Леле, Многу. какви лебови прави. Ептен И убав. ми вика, ти не знаеш да сучиш? Како не, викам, знам, ама ајде ти напреми, сега решив јас да научам. Мгм.
И ја гледам се како прави. Ми вика, ти како правиш? Викам, исто како тебе. Направи питата и јас на одење дома, една вреќа брашно, 20 кила. Секој ден на комшиите од Сабајле у 5 станов, пошто ми беше сменато времето нормално, целата зграда мирисаше на печени работи. И секој ден им носев печи, пржи, прави, се снаоѓав некако, ама убаво се научив. И комшиите веќе не можеа да јадат секој ден. После отидов во Австралија и на децата им викам, имам изненадување за вас. Им направив пита. Губа по наши. Аха. Леле, и од тогаш правев секој втори, трети ден. Додека се засити. Ако се засити, а после еднаш неделно, ама така, кога бевме за викенд дома, некој празник. Така, сега ова последната направена. А која е таа финта сега ме интересира? Чекај да го направиме ова прво, значи сега јас себе 3 корички направив со ова, затоа што вдека во златно буре не знам кој што јади, вака да има за сите. Така, сега наместо обичното масло, Да. маслото со буковец. Јас и водителкава сигурно од овие ќе барам. Да. Уште иако е луто, така. Така. Мгм. Сега ставиме сиренце. Интересно. Овие делуваат примамливо со буковецот. Така. И уште ова. Значи, редната е веќе загреана на 250 степени, ги печеме овие печалбарски банички 15 до 20 минути, Да, така? да, да Леле, поцрвенат, значи пошто колку е се ова кревки. убаво, како е декоративно, Да, прекрасно сега, нешто. Чекај малку, вака малку тука. И еден нож ми треба сега. Еве нож, повели. Зошто ти сега треба нож? вака. Овие кои ќе се Тука прибери се. добро, кои ќе се печат, ќе почнат да се подувуваат пошто се крстени. Јас што му правам? По едно дупче, ете така. И нема да пукаат. Нема да пукнат тие посекако, него ќе идат нагоре вака, ќе се Нагоре. подувуваат. Аха. Пошто кој ќе се печи, се ослободува и ова се како фалта и тоа се шири и овие одат нагоре. Браво, Тоа Минче, е тоа. секоја чест. Да, зејтинче малку да ставиме Ајде. гора. Повели. Еве, Ете драги така. гледачи, вие останете со вкусот на традицијата и да не причекате да ги испечеме и потоа ќе седнеме сите заедно да ги пробаме. Сите со нетрпение го очекуваме вкусот на ова менче што ни го направи. Така, значи со масленце и оди во ред. Да, а може и вака путер малку да се стави се. А може и путер. По ново време. Така. Како тој путеров вкус ќе му даде. Мераци. Да. Со путерца се. Мгм. Порано ставале свинска мас и одозгора, топена Па и со вака. свинска масти сега можеме да правиме исто. Можеме. Нема утка со свинска маст. Не мога. Прекрасно. Браво. Браво. Тоа е Одиме на печење. Се Господ гледаме. здравје да ти даде. Алау да И ти на е. вас вака што Еве. ме викнавте да повежбам малку ти јас кога дојдам у Се Македонија. шегува, таа секој втор ден. Од секој- шетање немам време да готвам. Секој втор ден прави пити. Еве. Ова е величествен момент кога ќе ги пробаме овие печалбарски банички. Дарлинг, ја така те викам, нели? Нека Да. знаат и гледачите. Ова ми се како расцветани булки. Погледни ги колку се убави. Ајде. Ај на почеток братска делба. Одгоре крцкави, а внатре полни меки со сиренце, повели. Ајде да ги пробаме. Крскави, а? Мм. Колку се добри.
Значи, предобри се. Да си ни здрава и жива, уште многу вакви да ни правиш, драги гледачи, направете ги, уживајте во овој вкус. Видовте како се превртуваат за да изгледат вака. Ние уживаме, значи го сакам тоа крцкавото, а внатре мекичко па со сиренце. Браво, убаво. И како велат, каменот си тежи на местото. Ете, тоа е случајот и со нашата гостинка. Оди кај ќе одиш, пак кога ќе дојдеш во Македонија, не е убаво ти е. На здравие. На здравие. Ве поздравуваме и ве посакуваме пријатно поплат.